Денес е прв ден на пријавување на кандидати за запишување на универзитетите. Универзитетот Гоце Делчев од Штип, има за прв пат дисперзирани студии по одредени студиски програми во Прилеп и тоа е главната цел на денешнава пресконференција. Универзитетот Гоце Делчев од Штип оваа година има дисперзни студии од 3 факултети: Факултетот за природни технички науки, Факултетот, Земјоделскиот факултет и Технолошко-техничкиот факултет. Сите овие факултети имаат по 2 до 3 студиски програми кои што се дисперзирани во овој град, со тоа што се створени и услови за успешно реализирање на овие дисперзни студии. Денес е прв ден за пријавување на кандидатите. Ова е првиот уписен рок, имаме 3 уписни рокови и очекуваме и се надеваме дека она што го предвидовме како факултети и универзитет, дека ќе биде реализирано, односно ќе имаме доволен број на студенти за овие студиски програми кои што ги предвидовме во овој регион. Технолошко-техничкиот факултет, како што напоменав и на почетокот, е прва година со дисперзни студии во Прилеп, и тоа имаме дисперзни студии на насоката текстил дизајн и менеджмент и на насоката нови технологии и материјали. Факултетот, како и самиот универзитет, е релативно млад факултет и располага со мал број на студиски програми, меѓутоа секоја година веќе се интересот и развојот на факултетот е во подем и секоја година факултетот има и повеќе студиски програми. Зошто се одлучивме на овие студиски програми во Прилеп? Затоа што овозможени се добри предуслови за развој на овие студиски програми, односно за реализација на овие студиски програми тука во Прилеп. За текстил дизајн и менеджмент, е студиска програма која што ќе профилира иден инженер-технолог, кој што ќе биде во можност да одговори на барањата на текстилната индустрија, истовремено да дизајнира и да води едно производство. Оваа студиска програма е створена со цел да идните студенти кои што ќе се запишат да бидат профилирани, да бидат вработувани во текстилни индустрии, но и да имаат и само вработување, да бидат на некој начин дизајнери кои што сами и ќе го дизајнираат и ќе го произведат производот, да можат да отвараат модни студија. Едноставно, на некој начин модифицирано е на класично текстилно инженерство, со оглед на промените кои што се во самото текстилно инженерство, со оглед на тоа да сепак сега еден инженер треба не само да биде инженер, него да може да издизајнира, да води едно производство, и на таков начин очекуваме тие студенти да одговорат, кои што ќе излезат како дипломирани студенти по таа насока. Во Прилеп остварена е соработка со повеќе текстилни предпријатија. Јас би ги споменала поголемите текстилни предпријатија, направени се договори за соработка со Кофи Ангел, со Тритекс и со други помали текстилни предпријатија. Дадено е позитивно отвореност од страна на тие текстилни предпријатија со цел запишаните студенти да имаат обавезна практична настава, да имаат лабораториски изведувања на одредени вежби, односно да се профилираат и градаат за нивните потреби, што значи дека студенти запишани на таа насока ќе има одржливост, односно ќе можат да најдат вработување и во наведените предпријатија. За насоката нови технологии и материјали, тоа е една насока која што ја створивме и која што е всушност насока што треба да зборува за иднината на стопанството и за идните, да речам, добри кадри кои што треба да се градат од нашите универзитети и факултети. Нови технологии и материјали е мултидисциплинарна насока, вклучува изучување на базични технички предмети и нормално надградба за одредени материјали, почнувајќи од метали, пластики па до наноматеријали, тие што се тренд на денешницата. Сепак е специфична и одговорна насока, која што бара одговорно залагање и на кадарот и на студентите со кои што ќе работиме. Заради тоа направивме соработка во овој регион со Институтот за современи материјали и технологии и со Микросам. Изминатава недела веќе се подпиша договор за придружна членка на тој институт кон нашиот универзитет, а за нас како Технолошко-технички факултет е од големо значење заради тоа што тој институт располага со ресурси, особено со лаборатории кои што можат нашите студенти да ги користат.
Дополнително, во соработка со тој институт направен е план за оформување, значи за доопремување на додипломските студии, значи на овие студенти, до оформување на втор циклус и подготовка на трет циклус на студии, што значи дека треба да има одржливост. Во однос на тоа, бидејќи и како локација Прилеп, овие дисперзни студии тука се во непосредна близина и на самиот институт, значи ќе имаме непречено разменување на ресурсите и од двете страни, што значи дека наши наставници ќе предаваат во тој институт и обратно, а особено за универзитетот е важно што опремата која што моментално како млади факултети ја немаме, ќе можеме да ја користиме во рамки на тој институт. Очекуваме и двете насоки се доста атрактивни, ветуваат многу со оглед на тоа што се промовираат технички науки и запишување на студенти на тие науки. Мислам дека ова е добра можност во нашиот град да нашите деца бидат запишани на една од овие две насоки. Олеснителна можност е со тоа што се пак дисперзни студии, а тоа зборува дека и финансирањето на студиските програми, односно на котизација што ја плаќаат во државна квота и со кофинансирање е 50 евра од семестар, односно 100 евра на годишно ниво, што е голема олеснителност за деца кои што припаѓаат на овој регион. Значи, денес е прв ден за пријавување на кандидати, со оглед на тоа што е само 1 сатот, пријавени се кандидати во овие студиски програми. Во изминатиот период во контакти со средните школи, со матуранти, значи појавен е интерес, останува времето да покаже дали навистина точно факултетот и универзитетот предвидел дека е ова вистинско место и време за дисперзирани студии од ваков карактер во овој регион. Сите тие договори, преговори со предпријатијата за каде што студентите ќе посетуваат практична настава, всушност и таа беше идејата, да студентите добри кои што ќе ја посетуваат таа практична настава и секако оние кои што посебно покажуваат интерес и афинитет кон тоа што го избрале да го студираат, секако дека тој период на посетување на практична настава, летна пракса, ќе им овозможи на компаниите да си ги подготват, односно идните кадри кои што ќе работат во тие предпријатија. Добрите студенти секако ќе бидат стипендирани, наградувани, мотивирани, со цел да го поминат во текот на додипломски студии, можеби во втор циклус студии, да си го поминат тој приправнички период и да можат да бидат спремни да одговорат на барањата на индустријата. Значи, таа е и целта, тие се и добри предуслови кои што ги створивме, бидејќи можеби нашите студиски програми сме ги предвиделе многу широко или тесно или круто или несоодветно за она што го бара индустријата. Со ваква соработка, значи ние сме флексибилни, млади сме, брзо реагираме на промените, сме во состојба да ги менуваме и адаптираме и студиските програми, односно содржините од одредени предмети за она што е потребно на индустријата. Од таа причина првиот пристап ни беше да створиме добра соработка со индустрија, бидејќи всушност аутпутот од нашата работа треба да биде всушност резултатот во самата индустрија кај што ќе бидат вработувани овие студенти. Да, многу добро прашање. Со оглед на тоа што станува универзитет кој што е со локација во источниот дел на републиката и створен е да одговори на потребите на тој дел на тој регион. Меѓутоа, со оглед на тоа што во овој дел, значи на ова место, нема досега дисперзирано ваков тип на студии, а целта на овие дисперзирани студии е да биде навистина дисперзијата на некоја локација каде што ќе се овозможи на идните студенти кои не можат да бидат студенти во некои други градови од економски аспект, да можат тоа да го продолжат тука. А овие две студиски програми, како што напоменав, значи се избрани заради тоа што постојат индустрии каде што ќе можат и тие што тука ќе студираат таму и да се вработуваат. Значи заради тоа ја избравме можеби како прва нови технологии и материјали. За текстил дизајн се малку мислевме заради тоа што центар на текстилот знаеме дека е Штип, меѓутоа со оглед на тоа дека и во Прилеп има многу текстилни предпријатија, па и соработката тука и со Грција, значи во овој дел, а немаме покриеност за таа насока, дури мислам дека и опаднат е многу интересот и во средните школи, бидејќи се уште не е ставено на едно такво ниво дека е потребен таков кадар, така да мислам дека со овај чекор и доколку навистина имаме заинтересиран кадар, дека ќе успееме сето тоа да го подигнеме на едно повисоко ниво.